9 декември е меѓународен ден за борба против корупцијата, доведува до слаби институции, непочитување на човековите права, неправда. Во борба со корупцијата, според статистиката, во 2019 година, од вкупно 180 земји, Македонија се наоѓа на 106 место, со тенденција на опаѓање. На прво место се наоѓа Нов Зеланд и Данска. Во борба против корупцијата, секој трети граѓанин е изложен на притисок од некоја форма. На прашањето дали граѓаните сметаат дека во Македонија постои корупција, како да се спречи и дали пријавуваат корупција. Треба да се поведе сметка. Многу повеќе државата, одговорните, иначе овака не бива, точно е. Не бива, треба да биде стварно режим да има. Сакам без присуство да работи брзо, милиција да работи брзо. Корупцијата можеби по минато време е била малку, сега до таа мера што може се зголемува, не да се намале. Тоа го осеќаат граѓаните секако, меѓутоа се уште изгледа нема начин, нема сила која би можела на еден ваков начин да искоренеме. Бидејќи секое влегување секаде некаде мора да потплатиш, мора да дадеш некое мито, на некој начин некаде повеќе, некаде помалку. Многу тешко се решаваат проблемите без мито. Па јавуваат се граѓаните и корупцијата не престанува. Се повеќе и повеќе. Без разлика која влада да дојде, корупцијата се постои. Секторот на здравство, секторот на Министерството за внатрешни работи, земи и образованието, нарочито високото образование, и таму има корупција. Па скоро секаде, и у јавни предпријатија, усе има корупција. Пријавување на корупативните практики треба да бидат забележани, со цел да бидат елиминирани. Граѓаните заслужуваат да уживаат во општеството, во кое треба да ги остварат нивните права.